Сега е 18 часот и 19 минути, ја следите емисијата на Македонски корени од Сиднеј, со Јони Бети и Треновски се до 20 часот. Телефонскиот број и денес не променет во студиото. Тоа е 97440881, позивен за Сиднеј 02, а СМС пораки, како и обично, преку мобилниот телефон 0400-958-776. Веруваме, почитувани слушатели, дека во минатата емисија на Македонски корени сеќавате дека се договоривме, односно уште тогаш го закажавме продолжението на интервјуто со господинот Љупчо Ристевски, универзитетски професор, доктор по политички науки и лидер на политичката партија Интегра, а чест ми е да ви најавам дека на линија веќе го имаме господинот Ристовски. Господин Ристовски, добро ви утро. Добро утро, поздрав до сите слушатели на вашето радио. Ви благодариме што еве повтор пат не удостоивте нас и слушателите на Македонски корени и во теков на оваа емисија да поразговараме малку на теми кои не бевме во можност да ги отвориме минатата сабота поради немање на време. Пред да ги отвориме темите на кои сакаме денес да поразговараме, дозволете ми да ви честитаме најпрвин за изборот на вашиот лидерски тим. Од оно што може да се види на вашата веб страна, односно на страната на вашата партија, првиот дел од тимот е составен навистина од високо образовани интелектуалци, личности со големо искуство во своите области. Впрочем, вие тоа и го најавите во минатата емисија на Македонски корени. За партијата повторно ќе говориме денес малку покасно, господине Ристовски. Само како успеавте да ги приберете сите на едно место? Вака, критериумите со кои што сакаме да влеземе во оваа политичка битка, нели, кадрот е најважниот елемент, човечкиот фактор е клучниот услов за секој успех, ако сакате и во бизнисот, па и во политиката. Ние отидовме спротивно од сите досегашни лидери на политичките партии, кои што се обидуваат до себе да држат луѓе кои што, да речеме, имаат помало влијание во општеството и евентуално се, да речеме, поподготвени да бидат попослушни на, нели, оној султанатски модел на лидерство во политичките партии, кои што ние сме сведоци постои во Македонија некаде околу 27 години. Ние одлучиме да играме со најсилната екипа, тоа е таа што е на располагање во моментот и таа која што се одважила и собрала храброст да влеземе заедно партнерски во политичката битка. И нашата основна идеја водилка беше да едноставно во таа политичка битка ја водиме политичката игра со те што е потенцијал на нацијата и сакаме на тој начин на површина да исплива се што има одредена додадена вредност за македонското општество и нормално од таа додадена вредност да го избереме најдоброто утре кое ќе ја води државата Македонија. Досега имавме доста залутани ликови во политичките партии, во политиката во Македонија и нормално резултатот кога вие играте финале во Лига на европски шампиони со, да речеме, резервна екипа, не можете да ги постигнете првите резултати, а камоли да победите во тоа финале. Ми се чини дека исправен е патот. Знаете, слабите лидери се плашат од моćни силни индивидуи кои што успеале во својот живот. Јас се надевам дека, значи, сите овие луѓе ја сватија идејата. Имаме и втор круг на лидерски тим, втор појас, ќе објавуваме дополнително имиња, исто така силни индивидуи кои што успеале во своите животи, кои што досега нели не го поминале оној така наречен праг на морална грешка. Знаете, во науката постои еден вид на процес кој што се нарекува парадоксна толеранција и во тој парадоксна толеранција вие го поставувате прагот на морална грешка. Не можете да најдете совршенство или совршена индивидуа со сите, нели, вредности, да нема слабости воопшто, но сепак е важно, ако правилно го поставите прагот на моралната грешка, да едноставно тој праг не е поминат, значи да не се кривично осудувани, да не биле премногу изложени на одредени процеси кои што може да бидат сериозно сидро утре во, нели, политичките процеси во таа политичка битка. Значи, од прилика, ако поставите добри основи, добри принципи и ако им подадете рака на тие врвни интелектуалци, угледни луѓе, еминентни во своите средини, многумина се и силни морални столови во македонското општество, кои што придонеле секој во својата област со своји експертизи и така натаму, се разбира, сите ние имаме и одредени слабости, нормално е тоа.
но прашањето колку сме подготвени и покажеме за одредени суд, се промениме на основа на тоа покаяние и да покажеме со дела дека навистина искрено си ја сакаме државата, нацијата и дека сега во периодот кој што доаѓа ни се потребни навистина силни индивидуи кои што ќе нели бидат столови во своите средини и ќе едноставно вршат влијание наоколу во македонското општество за да го привлечеме уште повеќе нели како матица. Овој лидерски тим треба да биде да се привлече навистина се што е потенцијал на нацијата дома и надвор и навистина да излеземе на терен со најдоброто што може оваа држава да го понуди. Секако можеби некој нема се уште да се одлажи во оваа фаза да влезе во политичката битка, но како што проаѓа времето, поделата ќе не позна дека нашите намери се навистина искрени и честни и поделата кој што ќе ги изнесеме на политичката сцена и визијата која што ќе понудиме на македонската нација, јас очекувам дека овој број и во квалитет, но и во квантитет сериозно ќе нарасне и во меѓувреме по објавувањето на лидерскиот тим се јавија многу други нови интелектуалци и навистина се радувам што интелигенцијата започнува да се не да се буди, него сериозно да напушта зоната на комфорт во која што беше доста долги години залегната. Ние подаваме рака како политичка партија, како нов политички субјект на политичката сцена, отвараме еден нов вид на процеси, навистина сакаме вредноста, доблесност и интегритетот да засари во политиката во Македонија, сакаме онаа политика според Макијавели како приграбување на што повеќе моќ, влијание, интерес, грабање само за себе за своите најблиски, да ја заборавиме или да испратиме во историјата. Тоа е процес кој што човек сам не може да го направи, потребни се нели силни партнери во тој процес. И јас се надевам дека добро тргнавме, на вистинскиот пат сме и со Божја помош ќе успееме да направиме некој притижување и еден поинаков поглед во политиката во Македонија.